А ние одиме со најава на следната борба, категорија до 70 или минус 70 килограми. Мухамед Феруки, Македонија против Максим Сакујтан од Молдавија. Уште еден молдавец против македонски надпреварувач во оваа категорија. Мухамед Феруки е еден од помладите борачи во македонската репрезентација. Ова е голем успех за него. Јас се надам дека ќе направи квалитетна борба. Меѓутоа рековме, молдавците се многу сериозни, дојдоа со многу силна екипа и се борачи кои имат неверојатно добра познавање. Значи има можеби една од најдобрите школи по борење во младата возраст. Така да тоа е сепак и релативно држава која е помала по број, меѓутоа дава силни спортски борци. Еве, како што рековме, има иницијатива на молдавскиот борач со влез во нога. Сега тука карактеристично, нели, еве, ако сакат да слушнат гледачите, тоа е една техника сарма, ја викаме, каде што пробува со нозите да го вклешти противникот и за да го собори. Меѓутоа Феруку за среќа се одбрани од таа техника. Многу е тешка, меѓутоа е многу ефикасно доколку на време да се изреагира и се постигне. Каролина Грозданова Валерија од Бугарија, една од оние двајца судии, е на душекот. Инаку Даниел Лиев претходно беше во првите две борби. Исто така категорија 1, македонски интернационален судија. Дел од оние 8 судии, меѓутоа овие двајца се со највисоки звања. Даниел Лиев од Штипи, можам се гордост да кажам, беше мој борач. Така да постигнува високи резултати, има прва категорија, така да добро напредува, ми е мило за него затоа што е и претседател на комисијата за судии во Македонија. Нови поени за Сакултан. Да, карактеристично влез за мнози, многу ефикасно. Цврсти борачи, ќе се гледа дека се работи за комплетни борачи, значи работат и од сите позиции пред се и во партер позиција комплетни, значи знаат и одбрана да прават, многу е важно. Значи борењето е еден комплексен спорт, така да меѓутоа дава многу можности за квалитетен физички развој и јас го им нудам на гледачите, на оние што сака да се занимават да пробат да го користат. Имаме доста борачи клубови низ Македонија каде што може да се најдат деца да го работат, независно дали ќе такмичат, бидејќи спортот како борење дава можност за комплетен развој. Не само на момците, туку и на девојките, и тоа станува се попопуларно, мора да напоменеме и во Македонија во последно време, иако таму корените се некаде од 90-тите, како почетоци на женското борење во Македонија, нешто посериозно, потоа малку стагнација и сега во последните неколку години станува попопуларно. Точно, а она што се случи со внесувањето на девојките, на жените во борењето, даде една свежина, еден друг момент. И гледате сега се повеќе се појавуваат и судии жени, се појавуваат и тренери, се појавуваат и друго, дава една друга свежина, веќе во борењето дава еден друг однос кој ќе се види на борилиштето и девојките. Во почеток го беше малце така со резерва примера сета работа, меѓутоа сета оно што сега што се случува и на кој начин го прават, дури ги изедначува девојките во однос и на машките. Мислам дека тоа беше одличен потек, иако имаше многу резерва кон многу лица дека дали треба или не треба, меѓутоа се изборија девојките, жените се изборија да го добијат својот статус и да влезат во еден можеби од најмашките спортови во светот. 5:0 е резултатот, некаде 3 минути, значи точно сме на половина. Само да напоменеме, 6 минути е борбата, 2 пати по 3. По третата минута има половина минута пауза. Да, чисто да напоменеме дека кај сениорите надпреварите се 2 пати по 3 минути со 30 секунди на пауза. И гледате дека како се тоа направено. Сега порано имаше столчини кај што можеа да седнат спортистите, сега немат право. Значи мора тие да стојат од простор и да добиват инструкции, да се опорават, да се напијат и вода. Порано беше забрането да се пие вода, сега им е дозволено. Тоа се некои нови моменти кои на некој начин и со новите правила малце го кренале на повисоко ниво борењето во светски рамки. Значи сега за сега е 5:0, доколку значи се добија 10 разлика во борењето со поени, тоа што се вика технички души завршува борбата. Да, имавме две такви ситуации во втората и третата борба. Првата беше со класичен куш, а сега одиме со вторите 3 минути. Повторно успева да освои поени молдавецот. Да, Феруки проба да направи една акција, овој го контрираше
напред 2-9-0, сега многу ризично, значи му останува само уште еден поен на борачот Секултан од Молдавија да добие до технички поен. И можно е да има можност од 2,5 минути да го направи тоа. Гледате, многу вешто се брани, не дозволува го контрира Феруки. Да се одиде Феруки да влезе во нозе да се успее проба некако да го направи, проба да работи тука на раце, проба да прави инициативи, тоа е добро за него, затоа што не се откажува, иако губи во моментов, меѓутоа покажува желба да се избори до крај максимално. И сега во предност е Секултан, ќе го чека најверојатно и ќе проба да ја искористи првата грешка за да направи поен. Гледате, фантастичен влез. Фантастичен. Да, и веќе е тоа технички туж, да. И нешто што е ретко да се види кај такви спортисти еден таков влез, меѓутоа реков, сепак молдавците се квалитетни многу. Одлична презентација на молдавското борење до сега. Претходната беше борба на двајца молдавци.